3 години подрумите на зграда од улицата Лески во Штип се полнат со фекалии. Собствениците на десетина станови подрумите веќе не ги сметаат за своји, зашто не знаат во кој момент ќе бидат поплавени, начесто до колена, а некогаш и до појас. Значи, 3 дена дефект беше каналџетката и подрумите се полни со фекалија. Значи, од крај до крај е полно со фекалија. Една година доваѓа пожарната копа да ни црпат. Сега ќе доваѓале откочени. Така да луѓето, раководната структура што е во ИСАР, моментално се јаваа нова, може не се запознати, затоа се повикани они да дојдат да видат што случува тука. Значи, линијата од позади што е, таа е веќе стара линија и е натлачена. И не може да оде фекалијата да оде дека треба. И се враќа тука, се пунат овие подруми, тие подруми, ностоп е вака. Овие поплави досега безброј пати им ги уништија дрвата за грејење, зимницата, мебел и други вредни работи. А умваме да не може симнам доли да имам нешто потреба. И тоа е тоа, што да кажам друго. Имате веќе ствари у подрумот? Како немаме? Скапе се подорет, фрламе се. Имаме штети, комплет се, инвентар, ова, оно, се шо има. Проблемот од страна на јавното предпријатие ИСАР досега безброј пати е решаван на различни начини, но и покрај сите интервенции, водата неконтролирано се уште доаѓа. Значи, доваѓат, идат. На нас тоа не е битно. Битно не е вода се реши. Може да се симнете да проверите, да видите до кај се случува. Многу пати реагирате до ИСАР. Многу пати до ИСАР и сега веќе се наполнија вода и нема што да правиме веќе. Освен материјална штета, станарите од оваа зграда се загрижени и за можните последици од фекалната вода, па бараат и дезинфекција и дезинсекција на целата зграда. И после бараме подхитно да се направи дезинфекција тука, затоа што мирисот се шири и се качува нагоре. Од јавното предпријатие ИСАР Штип за овој проблем велат дека го знаат многу добро, бидејќи досега им однел многу време и пари. Стои, меѓу другото, во денешното соопштение. Во врска со проблемот со фекалната канализација на жителите од стамбените објекти на улица Лески, јавното предпријатие ИСАР изврши увид на лицеместо и изврши геодетско снимање и изработи техничко решение за реконструкција на дел од канализационата линија во должина од околу 50 метри. Во текот на денешниот ден е извршено чистење на постојната канализациона цевка, но уште еднаш апелираме до граѓаните во канализационата мрежа да не се фрлаат влажни марамчиња и цврст отпад. Стои во реакцијата од јавното предпријатие ИСАР.